Така, во контекст на ова исто така, дали ќе продолжат изборите? Малку односно протестите, индикативно е што вие дојдовте како председател 2 дена после тоа престанаа протестите. Дали тоа значи дека ќе се движите во таа насока? Едно од обвинувањата за резултатите, сигурно го има и во вашата анализа, не навлегувам во тоа, но за оние 120.000 гласа кои што ги немаше на контото од минатите и овие избори, беше дека ВМРО постапувале меко. Околу 90, камо и тоа е многу. Така. Дека настапувале меко во однос на многу прашања кои што се случуваа, наметнуваа од страна на владата на СДСМ, но реакциите беа така од многумина протолкувани како меки. Еве сега најавувате дека можеби нели ќе протестирате, амнестијата си е од друга страна, но има и други работи кои што се во најава. СЈО е постојано на терен, работи, отвара и нови истраги. Како ќе реагирате еве ако го уапсати претходниот лидер Груевски, карикирам, сепак се надевам дека нема тако нешто да се случи, но тука е Јанкуловска, Јанакиевски, Мијалков, на тамошните чекори на партијата од досегашново ќе останат вакви или сепак ќе се случува нешто поинаку? Протестите еве конкретно ќе продолжат и зошто престана? Зошто престана 2 дена после вашето назначување? Протестите престана бидејќи беа нормално е дека се случи оној процес на трансформација, на транзиција на власта внатре партијата. Примам предавањето на претходниот председател со сегашниот на председателот Груевски со мене. За можните идни сценарија денови што идат многу брзо ќе биде јавноста запознаена како ќе функционираме ние и како пратеничка група, но и како партија. Знаете, мора многу внимателно да идете чекор по чекор затоа што и да ги антиципирате сите можни ризици. Вие можете да влезете во една ситуација кога ќе не можете да идете назад или ќе донесете на одлука која што можеби на средина долг рок ќе се протолкува дека била погрешна. Затоа е многу важно, суштински е важно да вие ги антиципирате сите можни ризици пред да донесете било каква одлука. Прво како председател на партија, кој што се уште ги нема формирано партиските тела, располага со капацитетот на пратеничката група и само он, без да има формирано извршен комитет, без да има формирано совети кои што претходно ги кажав, морате да антиципирате сериозни сценарии и ризици кои што ги следат тие сценарии. Внимателно одиме, газиме чекор по чекор, ги анализираме сите можни потенцијални и сценарија, антиципираме ризици за тие сценарија, така што многу брзо јавноста ќе биде сведок за она што се вели идна политика на ВМРО-ДПМН, визави ова што го кажувате и чекори кои што ВМРО-ДПМН ќе ги преземе. Инаку за можни случувања како што вие ги споменавте сега, јас не би сакал да шпекулирам и навистина не би сакал нити да помислам дека такво нешто ќе се случи, но ние како одговорна државотворна партија мораме да водиме сметка за интересите на граѓаните, за интересите на Република Македонија и такви чекори да влечеме кои што ќе имаат крајна цел и ние мора да дојдеме до таа крајна цел. Не можеме да се повлекуваме на половина од тој пат. Заради тоа одиме внимателно, бираме потези, бираме политики, многу скоро јавноста ќе биде запознаена со ините чекори на ВМРО-ДПМН. Така, но како да дозволиме да се формираат прво партиските тела, партиската структура, за да можеме понатамо да делуваме безпрекорно, за да можеме да се надополнуваме и да окористиме целокупниот човечки потенцијал кој што ќе биде ставен на располагање. Сепак станува збор за една структура од повеќе од 150-200 луѓе, интелектуалци, професионалци во својата област, кои што и такако има што да додадат вредност во креирање на идните политики на ВМРО-ДПМН, вклучително и во овој случај. Тоест во овие случаи. Но како реагирате на овие обвинувања за мекост на ВМРО-ДПМН? Минаа добро договорите со Бугарија, двојазичноста веќе исто прашање на време кога ќе мине собрание, да не се лажеме, на маса е името. Еве секојдневно денеска Ципрас, Кодзија, сите се редат. Мекоста, дали навистина ВМРО пројавува некаква мекост или? Јас би рекол внимателност. Вокабуларот и наративот е различен, нормално и зависи од карактерот на човекот кој што се изразува. Дали ќе биде тоа внимателност, дали мекост, тврдост, конструктивност, деструктивност и така натаму, зависи од перцепцијата и карактерот на човекот. Јас не би се сложил дека станува збор за мекост, станува збор за период на транзиција, 10 дена нов председател на политичка партија, огромна структура. Логично е дека е потребен период кога таа политичка структура треба да застане, да ги формира своите тела и веднаш потоа да почне да аплицира политики. Мислам дека почнавме прилично храбро, прилично достоинствено и внимателно, затоа што ви реков, ние проектираме определена цел и ние треба да дојдеме до таа цел. Дали патот до таа цел ќе биде праволиниски
или ќе изобилува со низа предизвици кои што ние од сега ќе ги антиципираме и веднаш ќе ги превенираме, тоа е веќе политичка одлука. И за таа политичка одлука во моментот имаме внатре-партиска дебата со пратеничката група, а во периодот кој што следи после формирањето на партиските тела, многу брзо јавноста ќе биде информирана. Како понатаму? Така, мислев за мекоста во минатите месеци, за кај вас е премногу кратко да се каже, да не ме разберете погрешно. Зборев за минатите 5-6 месеци, случувањата се од самото лето, нели, договорот со Бугарија беше потпишан, СМК само излезе со Тодор Петров. Минуваа работите некако премногу мазно, ме разбирате. Како гледате вие на тоа, дали требаше така еве да се врати Да, назад? повторно не би можел да се сложам со вас дека било тоа меко, напротив, мислам дека било тоа внимателно. Тоа биле чекори кои што биле превземени во консултација апсолутно со тогашната партиска структура и смиделе чекор по чекор. Следеа избори локални, ако се сеќавате, дискутиравме и за тие избори, со предизборието со што изобилуваше. Потоа дојде период на транзиција наша внутрипартиска, така што сега сме фокусирани само на нивното функционирање на партијата, со креирањето на партиските тела и нормално новиот сет на политики кои што ВМРО ДПМН во иднина ќе ги аплицира и ќе ги манифестира пред граѓаните и ќе се обиде да ги освои граѓаните на Република Македонија. Томич, искуски кога говорите за политичката криза, често милувате да кажете дека е потребно единство. Те прашувам до каде сте подготвени да го гаите, да го создавате тоа единство со власта, особено што во последниот период знаеме дека сте на две спротивставени страни. Дали можеби сте подготвени да бидете дел од една широка владина коалиција со цел да се стави крај на оваа политичка криза? Кога велиме за единство, мислам исклучиво заштита на националните и државните интереси на Република Македонија. Чуму нас фајде ако гледаме дека штетна политика има штетен резултат и е на штета на граѓаните. Можеби е добро да ако ја забележиме таа штетна политика, понудиме соодветна превенција, односно решение за таа штетна политика. Тоа вие не можете да го понудите ако чекате и од страна гледате како се случуваат тие штетни чекори кои што му носат штета на граѓанинот на Република Македонија и од таа причина, мотивирано од сето тоа, би сакал да кажам дека ВМРО ДПМН во период кој што следува секогаш кога ќе препознае таква политика, ќе понуди соодветно решение. Дали тоа соодветно решение ќе биде препознаено од владеачкото мнозинство, тоа е веќе нивен проблем, не е наш проблем. Но ние ќе се обидеме да го аргументираме врз основа на факти, не на чувства, и тие факти доколку преовладат, а ние се надеваме дека ќе преовладат, бидејќи точно знаеме и ги имаме детектирани слабостите на досегашните политики и имаме соодветни решенија за тие слабости, тогаш очекуваме да добиеме нормално доверба од страна на поголема доверба од страна на граѓаните. Но сепак повторно ќе кажам, власта е таа која што треба да ја препознае нашата сериозна намера во заштита на државните и националните интереси и истата да ја прифати. Доколку они не ги прифатат овие наши предлози кои што очигледно ќе имаат задача само да ги превенираат штетните нивни политики, тогаш навистина јас не би можел ништо повеќе да кажам, сем да кажам дека ние ќе се обидеме на еден друг начин, со конструктивност, со преку примери, со нови политики, да понудиме решенија за граѓаните. Како тоа понатаму ќе функционира, ќе видиме. Токму тоа е она единство кое што ние го споменуваме. Тоа е практичното. Второто единство е помирувањето. На луѓето им е преку глава од лоши вести, од зла крв. Знаете, зла крв раѓа. Ние мора да седнеме на маса и да ги договориме принципите нивно функционирање. Ние мора да имаме владење на правото врз основа на принципелност, ние мора да имаме демократија и демократски амбиент во државата и ние мора да имаме конкурентност и предприемништво. Во овој момент се загрозени трите принципи кои што сега ви ги кажам. Тоа се трите работи кои што ние во овој момент треба да ги позиционираме пред граѓаните и како опозиција и како позиција. Кога ова ќе го постигнеме, кога оваа синергија, предлозите, односно конструктивноста, демистифицирањето на погрешните политики и ова што го велиме трите столба, тогаш ние можеме да дискутираме за помирување, кое што помирување ќе има резултат за поквалитетен живот повторно на граѓаните и за подобро општество кој што ќе се вика Република Македонија.